Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Премиерот Христијан Мицковски и министерот за локална самоуправа Златко Перински денеска ќе посетат општина Кавадарци во рамки на теренските посети, каде што срцето е дома и ќе извршат увид на градежните активности на повеќе проекти. Мицковски и Перински напладне ќе извршат увид во градежните активности на кружен тек во опфат на регионален пат Росован Кавадарци. Изградбата на кружен тек е со површина од 2700 метри квадрат. Инвестицијата е преку унгарскиот заем, грант од владата со вредност од 11,300 милиони денари со ДДВ. Подоа ќе присуствуваат на пуштање во употреба на улица 8 септември, која е целосно реконструирана и асфалтирана во должина од 2500 метри квадрат. Инвестицијата е преку унгарскиот заем во висина од нешто повеќе од 9 милиони денари со ДДВ. Во село Сопот ќе биде отворена спортска сала која е со корисна површина од 500 метри квадратни, инвестиција на општина Кавадарци од 22 милиони денари. Ќе биде отворен и регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во општина Кавадарци, а ќе извршат увид и на градежните активности на Моклишки водовод, проект преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Се работи за изградба на водоводна канализацијска мрежа и реконструкција на каптажите во местноста Моклиште. Денот на трудот со протест на улица го одбележа представниците на Сојузот на синдикати на Македонија. Тргна од преднивното седиште, а барањата ги пренесоа пред собранието, Стопанската комора и владата. Минимална плата од 500 евра, зголемување на сите останати плати за 100 евра и почитување на колективните договори беа главните барања на ССМ на првомајскиот протест. Со транспаренти, знамења и гласна музика. Точно во 11 часот се собраа пред работничкиот дом, откаде се упатија кон собранието. Упатија критика на пратениците за високите плати и патни трошоци и им свртеа грб. На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Оттаму тргнаа кон Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да не се кријат, затоа што работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Овие се газди бески шпењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се оцелија да бараат леп во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Протестот заврши пред владата. На Илинденска гласно кажаа дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади. Не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволна. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно. Ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во општеството од нас работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе? Исто како и пред собранието, граѓаните изфртеа грб и на владата. Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност. Затоа што 500 евра плата не е доволно. Затоа што две минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство. Конфедерацијата на слободни синдикати денеска не излеза на протест, бидејќи според нив социјалниот диалог е добар и проблемите се решаваат на маса. Мартин Арсов, Сител телевизија.
1 мај празничниот ден, дел од работниците го одбележа на традиционален начин на излет со скара во друштво со пријателите. Излетничките места беа полни и временските услови погодни. Ракија, зелка, скара. Излетничките места во Скопје преполни за денот на трудот. Граѓаните го искористија слободниот ден за традиционален првомајски пикник. Сител направи обиколка низ градот. На патот на кај Марков манастир имаше колони возило уште рано наутро, но атмосферата која владееше ги оправда гужвите. Од двете страни на реката толпа граѓани со софри уживаа во сонцето и пријатната температура. Преовладуваше мирисот на скарата, веселата музика придонеса завидно расположени скопјани. Како си поминувате? Еве, се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распределија обврските на мажите и на жените? Гледам, вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работата и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа. Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кој месо ти е највкусно тебе? Пилешко. Колони од автомобили беа паркирани и наводно. Дел од граѓаните уживаа со софра на летниковците. Други го искористија денот да спортуваат. Гужви имаше и грешичарата. Полн беше и градскиот парк. Сонцето ги примами граѓаните да прошетаат и да уживаат во слободниот ден. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во продолжение следува